Самовили три крај реката долу, меѓу денот и ноќта. Избореа без да ги види многу и гласно. Ама на срничката мала не и беше јасно. И повторно кочија и круг пред мракот. Се нацрта на небото и топка јако. Ја викнаа кај портите веднаш, не ги свати. Ќе научи символи ваши и срничката вам ќе ви прати. Ме викаат пред портите свети. Весело рипна и поита кон ридот Божии. Сигурно нешто важно ќе ми кажат. Може би за новите правила што ќе важат. Стој, згрмеа ловџи и лоши ноќни, и светнаа во очи со светилки моќни. Вперени пушки и кучиња злобни со сила. Се исплаши, се стресе срничката мила. Затвори очи, се појави Исус и Зевс, Богот пред него. А потоа бувчето мало, мамо, тука си, не се лутиш веќе? И виде ограда железна напред. Потекоа солзи, не можеше да ги запре. Што сгрешив сега, се запраша внатре? Може би затоа што не сакав родот наш да се затре. Учев ли многу? Елен ли сакав да бидам? На мама ја избегав еднаш, далеко од дома се да видам. Долетаа орли, гракаа силно од сите страни. Се сладеа и бореа кој со срнечко месо ќе се храни. Да те спасиме, мора, бранители умни сме твои. Сме спасиле срни, ехеј, кој да ги брои. Оддалеку на ридот црни и елени многу, гледаат мирно. Чекаат да згрми, да се пука на срничката силно. Што чекате? Пукајте веќе еднаш. Зарем ви треба време? Пресудете и веднаш. Испукајте. Потрошете ги куршумите сите. Си мислеа, за нас ќе нема. Ќе ни бидат мирни дните. О, кутрите тие, знаат ли дека куршуми има колку океанот, илјада пати да се убијат сите срни на светот? Зошто плачеш? Зошто големи солзи, викаа трети? Издржи, биди јунак. Вие карактери клети. Не плачам за мене, туку за срничките мои сами. Не знам дали ќе има кој да ги храни. И за вас, што заборавивте кој од болест ве спаси, заради вас се скарав со сите досегашни власти. Ќе ви требам ли ако чума повторно се јави? Или пак, ако планирава се сруши, што ќе се прави? Кој ќе ви каже за кочијата што ве чека, за топката и кругот со стрелка, врека? Што кажува влез и порти свети, за ливади, за рајот, за некој свет трети? Пукајте веќе еднаш. Зарем ќе чекате да се спаси? Слепило и неукост срнички мои ве краси. Пукајте, донесете закони чудни без никаков зрак. Уништете се што е ваше, свето. Влезете во мрак. Дајте ги портите свети. Некој друг нека одлета в ноќи. Пукајте, викна и срничката мала и затвори очи. Лав со голема гривна, нагази ѓавол оддесно, шестка, сокол и срнички мили, укочија пушки ноќеска. Побрзај, срничке мила,
Разбери символи, букви и чуден знак. Научи ги срните твои, извади ги од мрак. Тргни по суштествата чудни низ отвори временски. Отидете во времења вечни и полесни. Благодарам, Роберт. Добро утро, драги гледачи. Време е за алфа анализа. Ова е вообичаената најава на моите утрински анализи. Денеска малку поинаку. Видовте, еве, јас уште ги чувствам овие стихови на доктор Вело. Вело неодамна имаше промоција преку Zoom платформата токму за оваа книга. Јас ќе ја покажам, веројатно ќе може убаво да се види. Песни и писма од малата куќа, во која навистина доминира овој детски цртеж, во кој навистина можеме да ги најдеме една слика, 1000 зборови, каде што еден човек е одделен со еден толку непропустлив зид од своите најмили. Како ја чувствуваш ти сега вака песнава кога ја чита Роберт? Веројатно уште ти будат тешки емоции. Најпред добро утро. За многу години Христос се роди. За многу години. Среќни новогодишни празници, божични празници на сите. Да, кога год и сам да ја читам, иако јас сум ја напишал, и другите песни и писмата, емотивно делувам. Еве и сега се благодарам на Роберт, се исполнив со емоции, се надевам дека ќе се смирам, па ќе можеме да разговараме нормално. И вака кога разговаравме за твојата поезија, јас ти кажав дека имам доста исчитано однаш што се вели затворска литература. Навистина има толку многу за читање, толку потресни сведоштва од, да речем, еден Драган Богдановски, неговите мемуари кои имав среќа да ги читам во машинопис. Потоа еден Ефтим Гашев, се тоа покојни македонски дејци, еден врвен поет од светски калибар Јован Котевски, кој исто така одлежа затворска казна за тероризам или антидржавни дејствувања, Димче Најчевски кој лежал на Голи оток и така натаму, секој со својата кауза. Меѓутоа во ова, еве би рекол, не толку голема по обем книга, има толку многу топлина што наместо горчине, јас би рекол, има повеќе топлина и на некој начин глорификација на семејството, на семејните вредности и на човекот, што може и како да размислува за да се спаси додека во таа затворска келија, како што велиш, каде што македонци, албанци, муслимани и христијани имаат еден Бог, јавниот обвинител. Така, ова е пишувана, да, во едни такви услови. Пишувана е во притвор, во кој јас се најдов 2018 година, за кој мислам дека тоа е мој впечаток, дека уште не ми е јасно зошто се најдов, бидејќи знам дека ништо не сум направил или не сум направил свесно за да ја оштетам државата или да направам некаква штета. Дали се најдов случајно во некаков круг или е нешто друго во позадина, меѓутоа би сакал еве да објаснам, јас не сакав да зборувам, да се мешам, се за да не влијам евентуално на истрагата, бидејќи до 31 всушност, до самиот ден на дочекот на Нова година, истрагата не беше затворена. Ние правевме увид во предметот и јас се уште немам добиено. Значи, ова е сега сепак разговор кој се однесува на тоа што го објавија медиумите. Дел од нив многу сочно, што многу ме погоди како човек. Значи, телевизија во кој во тек на оваа година многу јасно се покажа кои се моите заложби како човек, кој е љубовта кон човекот, кон македонецот, кон пошироко, кон регионот. И навистина мислам дека во оваа пандемиска година работев повеќе од можеби цели институции, по десетина сати собирав податоци, се трудев на секој начин да помогам и во такви телевизии имав и по неколку, не знам колку овај на број. И како гром од ведро небо беше, кога се спремавме за дочек за новата година, се објавија дека е покренато обвинение.
Накратко би сакал да објаснам што ми се случуваше таа 2018 година. Значи, три моменти има за мене битни. Со еден, ајде да речеме, познаник или пријател, неколку пати, можда десетина пати, шетаме над езерото во Долно Лисиче, Велешко, шетаме во планината, наоѓаме таму интересни пештери, фигури, од карпа голема колку просторијава, череп од човек, не знам, желка, не знам, змија исклесани во карпи, печурка огромна, вргање и така натаму. Така да во едно тие одења наоѓаме таму каде што често седнуваме да одмориме, нели, бидејќи е планина, не многу далеко, неам толку кондиција. Седнуваме да ручаме и одеднаш на следното идење наоѓаме таму некои цртежи кои се исцртани со некаква црна материја која е чудна бидејќи не е боја, затоа што после тоа имаше дождови и таа материја не е разлејана, а сепак седи влажна. Имаше многу тие ми се сликани со телефонот кој е задржан, нели, ми е одземен. И ги има тие слики. Тоа значи еден комплекс, нешто како реченица, нешто со цртежи и така натаму. Со тоа ми е и во песната опишено, значи со стрелки кои не водат таму до едно од тие пештери каде што има над зидот нацртано фигури. И многу интересно, тие фигури неколку пати одевме понатаму ги гледавме, со исто таа боја која не се разлева, стои влажна. Значи тоа е тој момент кој имав, нели, од радозналост и така натаму, шетавме во планина, значи не сме згазнали на локалитет, бидејќи пим мерки сум имал цело време и се знае точно каде сум згазнал, нели, цело време каде се движам. Вториот момент е што ми се случува на работа, значи во Штип сум раководител на одделот за општа медицина, бидејќи факултетот е за медицински науки, има стоматологија, фармација и општа медицина и јас сум раководител. И некаде таму пролетта имаме не по моја, нели, испровоциран од една професорка, чиј маж стана државен секретар, нели, во Министерството за здравство од оваа власт, која е психолог по професија и која бараше да предава психијатрија. Значи, бараше дозвол од мене како раководител, се дискутираше на наставно-научен совет, значи јавно имам сведоци, каде што јас и претходно, нели, го имавме тоа, ние одбивавме дека психијатрија може да предава психијатар, не може да предава психолог. Добив закани, ти ќе видиш повеќе нема да бидеш професор. Значи, тоа е вториот момент, што за мене мислам дека е битен. И третиот, некаде во април месец пишувам колумна во која се обраќам, излезена е колумната во Нова Македонија, во која се обраќам до Ципрас и грчката интелигенција, нели, на еден така издржан начин се обраќам и барам да сопре, нели, лудилото од нивна страна околу притисокот за промена на името. Меѓу другото и ги спомнувам, нели, дали или се земени репарации од Првата светска војна. Така да тие настани кои еве, да речеме, претходат на ова и одеднаш таму некаде 5 октомври доаѓаат, нели, полиција, не знам колку беа, многу. Дома ми влегуваат, нели, така натаму, собираат од витрина, значи немам скриени предмети, имам у витрината разни предмети што сум чувал, сум купувал по автопазар, по Турција, по Египет и така натаму. Имам хоби собирање камења, значи куќата ми е, дворот ми е од камења, спијам со кристалите. Во Србија има 2 клиники со кристалотерапија, значи го почнавме да го анализираме, правевме мерења кој кристал, какво дејство има и така натаму. Се собраат тие кристали и во семењата куќа, каде што, нели, е на моје име, меѓутоа е таа семења куќа која уште е во судски процес, нели, кој дел кому му припаѓа. На трети спрат заклучен се наоѓа пиштол од мојот покоен татко, кој е со дозвола, значи човекот беше со Алцхаймер, умрен и така натаму, значи не е кај мене, не кај што живеам, не е во мене, не е во мојот стан кај што живеам, нели, тај куќа со 3 спрата и уште се најдоа исто не кај што јас живеам, него во куќата се најдоа римски бронзани паречки кои вештакот ги оцени сите дека се околу 200-300 евра и дека ги има во секоја нумизматичка куќа во Европа.
И од таму натаму почнува еден процес кој веројатно пробувајќи да објаснам нели од како излегов од притвор на интелектуалци не можат да ме сватат. Значи мислат дека јас нешто измислувам и не можат да сватат дека во држава навистина така се функционира. Значи после тоа те носат во полиција, никој не те прашува, значи ниеднаш не си прашан дали ти нешто сгреши. Преспиваш во полиција, нормално 2 ноќи веќе не си спан, уморен си, те носат на суд, таму би требало нели обвинителот да претходно да те праша, да разговара со тебе, не, значи те ставаат во некаква група во која јас не сум, значи ниту знам дека има група, ниту не знам дали воопшто е таа група. Прв пат ги видов луѓето во судница, од кои беше приметливо и за стражарите и така натаму дека беше група на стари луѓе. Дори имаше мислам дека беше еден од мотивите по медиуми за целото тоа на брзина собирање група на 2 на 3 ставање во притвор и на како мотив стопирање на филмот Распнувањето на Исус. Да, има таму луѓе кои практично не се способни да копат, а се 80 годишни луѓе болни. 82-3 годишни луѓе, едниот беше со, мислам дека имаше и има се уште жив, јас таму ги видов, меѓутоа бидејќи бевме во група ги добивавме сите наоди за сите ставени во група, така да можев да ги читам, да ги анализирам. Карцином имаше и се уште мислам дека има. Едниот од нив исто некаде околу 80 години бевме блиску во притвор, имаше 2 пати клиничка смрт. Така да мислам дека само еден или двајца се испод 50 години, другите на брзина собрани и филмот се стопира и така натаму. Значи што се случува? Доаѓаш во една постапка во која, за жал, мора да се призне дека тој систем во Македонија, не обвинувам никого, тој систем е создаден, не знам зошто, создаден е од минатата власт, кога и јас реагирав, веројатно и вие како интелектуалци, кога всушност се направија промени во законот, се укина фактички судијата од тие предистражни не е вклучен, туку сета одговорност се префрли на обвинителот. Да, ние тогаш решивме дека ќе правиме некој полуамерикански модел, кога обвинителите нели одат на местото на истрагата заедно со полицијата и така натаму. Меѓутоа, овде има многу дупки во она што ние го читаме како обвинение, иако вие не сте го добили официјално овој обвинителен акт, нити па адвокатот или адвокатите што ве бранат, тоа е последна информација, ве Сабајле. Тоа го дискутиравме, значи ексклузивно како во некое време на стариот режим, кога луѓе се апсеа во пижами во ниедно време, во 3-4 Сабајле, и тоа го снимаа камерите. Овој пат немаше камери, но се излезе со соопштение кое го читаа медиумите на 31 декември и само доктор Вело Марковски беше посочен по име и презиме како обвинет во оваа група, обвинета за злоусторничко здружување. Делото е многу тешко. Јас затоа и реагирам сега со оваа емисија, затоа што овде се прекршени многу конвенции, основната нели на правото на презумција на невиност се прекршено, медиумите не се потрудиле во тој момент да земат изјава од обвинетиот. И ќе потсетам на случајот со Јован Котевски. Во тоа време дојде Ален Гинзберг во Македонија, тој беше венцоносец на Струшките вечери на поезијата и како гостин во тогашна Нова Македонија го праша тогашниот директор Панде Колемишевски за судскиот процес. И Панде Колемишевски како директор рече да, ние го следевме. А дали ја објавивте одбраната на Јован Котевски? Рече не. И тука ставаме сега. Значи, после толку години е повторно во Македонија одбраната не е битна. Затоа велам. Не само одбраната, значи поразува што воопшто вистината не е битна. Значи после тоа веќе судијата ти чита како на група и те прашува само дали ќе бегаш. Дали да ти одреди домашен притвор или или да идеш во притвор. Значи ти пробуваш да објасниш дали зошто да бегам и што сум направил, значи дури налутен, навреден зошто го прашуваш, така да ти одредува притвор, не знам 30 дена и ти мислиш сега таму се нели образложението за да не избегаш, да не сметаш на истраги, да бидеш достапен на сведоци и да бидеш достапен, нели да не болен сум лево десно, да не може нели да си работа во таа предистражна
постапка и сваќаш дека поминува месец, два, три, ти воопшто не си прашан, не си викнат ниеднаш од обвинител. Значи никој не те прашал тебе. Ти таму си веќе сега никој не го интересира вистина, него ги гледаат предметите, кои, зашто си ти обвинет и така натаму, и не можеш ниту да се одбраниш, ниту можеш да кажеш, ниту па некој го интересира за тебе, нели? Ако немаш семејство да те помага, да ти донесе значи морам да признам дека да кажам, да не забораваме дека организационо притворот е сосема во ред. Луѓето се таму навистина професионалци. И командири, и стражари, и управа и така натаму. И тоа се проблем условите. Так. Условите, тие луѓе не одговара државата. Значи притворот и затворот се огледало на една држава. Ако земеме дека тоа е од господинот Јовевски, изјава дека околу 40.000 случаи обвинителството обработува годишно. Ако земете дека едно семејство има барем 5 члена, тоа се 200.000 луѓе годишно се засегнати со тој процес, или за 10 години цела Македонија. Значи може на секого да му се случи вакво едно патешествие кое е аномалично за мене, значи аномалија има во самиот систем каде што на толку предмети можно е да сгрешат, нели, обвинителите и да немаат никаква одговорност. Како што беше случајот со Смилковско езеро, значи луѓе остана таму по 4-5 години во притвор. Луѓе кои дента, барем јас не ги правам, меѓутоа дента правил свадба. Со тоа што не можеш за 4-5 години да го судиш, јасно е дека немаш докази. Или да речеме со 8-те пратеника. Значи ти имаш самиот парламент носи одлука дека овие луѓе сгрешиле по барање на обвинителство, дека имаат тешко кривично дело над 2 години да му се одземе имунитет, нели, мандатот да му се одземе. Значи се одзема на 8 души, не на малку. Паралелно со тоа, нели, министри, премиери и така натаму, цела влада, цело ВМРО, за да после тоа се успостави дека тие луѓе лежат во притвор, да се успостави дека имало грешка. Значи некој сгрешил, тие што барале да им се одземе, значи ги враќаат назад сега. Истиот парламент и враќа мандат. Значи видите какви парадокси се случуваат. Така да мислам дека за жал настана едно грубо мешање на извршната власт во судската власт. И во законодавната. Значи тие три столба веќе сведоци сме дека не постојат и тоа е аномалијата која мора да исправиме. Значи тој систем мора да се призна дека многу пати го спомнувам претходниот премиер Груевски, мора да се направи и ВМРО да направи јасна дистинција, нели, што е позитивно кај него. Он е за мене најголемиот градител, без поредба во нашата историја, веројатно во поновите години толку многу изгради. Меѓутоа, од аспект на нарушување на демократскиот процес, со затварање на А1, со носење на овој закон, нели, каде што се направија многу аномалии, мора да се призна и за тоа опозицијата, интелектуалците во Македонија не сакаат таков еден режим и му даде доверба, нали, на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што нивната парола беше нема правда, нема мир, тоа ќе го поправиме, нема веќе вака да биде. Меѓутоа што се случи? Таа е освоена територија, тие си продолжија, воопшто не сменија ништо, дури сега гледаме најави дека ќе има прочистување на судии, што е додатен притисок врз судството, значи не се остава судството само да си работи. Ние тука на пример акцискиот план што го најавува министерот Маријчич, практично ако го гледаме сега низ твојот, а низ и случајов на оваа група, навистина чудно е, те немаат никакви аргументи оти. Еве, јас сега се обидував да го анализирам ова дело, барем спрема медиумите, оти јас го немам, нели, добиено, а ни вие обвинителниот акт, да видиме што се, нели, содржи тој. Да. Оти не можеме да ги видиме доказите, нешто на YouTube е објавено, тоа што може да се види, тоа е стварно, ние викаме ситна боранија, оно што го интересира археологија. Да, значи нема ниеден артефакт, мислам дека читајќи го во тој, гледајќи ние имавме, значи нема артефакти, има некакви предмети, па нема ни вредност реплики, некоја изнесена. Целата вредност е околу, не знам, 300-500 евра и така натаму. Ама тоа може да се провери. Например, ако вие сте група, таа истрага си траеше и немаше никаков проблем, веројатно беше проблем. Значи проблем е што тие и во обвинителството има многу јаки правници, способни и така натаму, меѓутоа хиерархиски се поставени да, како да кажам, значи може власта директно да делува. Зошто го викам тоа? Затоа што се случува пандемија и
за жал, најголемиот дел, најголемиот, ако да не речам 100% од работите, точно ми беше јасно, бидејќи јас сум собирал, акумулирал знаења за оваа област повеќе од 30 години и се понудив и на државата, и на власта, и на медиумите, и на сите да помогнам и мислам дека помогнав и меѓународно и пошироко, бидејќи некои од моите емисии отидоа повеќе од 80 милиони прегледи. Тука имавме во Алфа една многу успешна емисија. И во секој момент ако нешто на некого не му одговараше, одеа со дискредитација. На мене, на моето семејство и така натаму, што поразува ние какво општество станавме. Значи, и сето тоа течеше се до моментот додека јас не бев вклучен во извршниот комитет на ВМРО ДПМН, така да само после 12 сати се направи пресконференција против мене од владеачката партија, а за неколку дена портпаролот го изнесе целата оваа предистрага, изнесе пред јавноста. Значи јас сум лежал во притвор да не влијам на јавност, да не влијам на сведоци, а сега се изнесе целото со огромен притисок, нели, на судство, значи нема невиност. Осуден сум, осуден од јавноста, од медиумите што тешко ти паѓа, осудена е моето семејство и така натаму. Значи, тоа е веќе кривично дело и за тој што му го дал тоа, тој предмет на портпаролот, односно дали сега е исто, има равенка меѓу обвинителство и власт. Прашање, многу прашања се оставаат, така да тоа директно влијаеше да целиот процес сега заземе сосема друга една друга линија. И за да овај повторно се влијае преку медиумите на тој 31 декември, измеѓу што ми се случи, значи после таа пресконференција на портпаролот на СДС, следниот ден јас имам едно чудно пресретнување на автопатот Штип за Скопје од две странски коли, кои се уште, јас го пријавив тој случај, ако се сеќавате, бев навистина професионално примен и од министерот Спасовски, така меѓутоа, иако има камери на Патарини, јас ги стигнав тие коли на Патарини, немам извештај кои се тие коли, зошто. Истата вечер, значи повторпат, претходно не го пријавив, беше влезено во мојот стан, во таа куќа Семиња, нели во мојот стан беше влезено со истата метода, со обивање на прозор, каде што не го пријавив, немаше никакво крадење, предпоставивме дека веројатно треба нешто да се инсталира или нешто да се добие некаков податок од моите компјутери, и тоа не го пријавив, значи истите тие, бидејќи истата метода, повторно прават кражба, а пред тоа ништо не украле, нели, влегуваат сега во 8:30 навечер и од памет ја вадат мојата сопруга и малолетното дете, нели, кое застреќа од 3,5 години, кое спие. Така да и тоа остана неразјаснето и потоа се направи една хајка, нели, хајка од медиуми кои, рекол, поразен сум како човек. Меѓутоа што ни се случи, нели, тој 31 декември, само што мојата сопруга влезе во 9 месец, нели, од бременоста, 1-2 дена, може би совпаѓање, може би од тој стрес, значи пукнува на денот на дочекот, на неколку минути пред Нова година водењакот и така натаму, за стрејка, еве ми се роди жива здрава керкичка Катерина. И една среќна вест во сета оваа голгота. Да, значи многу порано, меѓутоа повторно поразува, значи јас не сум објавил, некако дојдоа порталите до информација, поразува да дел од нашите граѓани го осудија детето кое само што е родено, нели, осудено е веќе оцрнето, хајка се води и така натаму, што е за мене е еден многу неубаво искуство и не знам каде да така е, тоа е точна работа, меѓутоа доктор Вело, јас сум известувал од Страсбург може би 15 години и сум влегувал десетици пати во Европскиот суд за човекови права. Сум следел многу случаи. Македонија како држава има изгубено повеќе случаи на прекршување односно за донесување пресуда за притвор, предолго трајање во притвор, неосновани притвори и така натаму. Значи, кај нас судиите од ракав ги одма, за нешто си обвинет, судијата вели месец дена плюс, ќе ти земат пасош и така натаму, ти веќе си казнен. Значи, притворот е веќе казна. Тоа е првата работа. И втората работа, во која за жал влегува многу медиуми, е кршење на правото на презумпција на невиност. Никој, нели, не е виновен се дека не се докаже на суд во фер и демократска постапка. Значи, фер и демократска постапка. Значи, ова медиумите практично добиле нешто на сервирано кое не знаеме дали е точно.
Нема ни адвокат ќе се јавел или ти лично Да, ќе да, си да, ги кажа прашам, ова е точно, ова не е точно и така натаму. Јас правев истрага преку Интерпол и преку Европол да најдам некаква трага за ова, како што сте обвинети по член 394 злосторничко здружување и трговија со артефакти, ниту еден податок не најдов. Значи, ако ги следиме стрелките кои водат до пештерата, практично ние доаѓаме сега во доменот на политиката. Не знам. Значи, нема извештај, затоа реков, огледало се затворите, значи, од моментот кога некој ќе влезе во притвор, државата е таа што гарантира за него, нели? И најголемиот проблем е таму здравството и условите за живот, нели, и храната која се дели. Значи, нема извештај од Европска унија. Сегде. Значи, нема извештај од Европска унија во која, затоа мене ми се смешни овие тврдења дека ние само да го смениме името, па само да смениме историја, да смениме, и одма ќе не примат во Европска унија. Значи, таму нема да не примат со вакви судови, со вакви судство, нели? Пак ќе речам, имаме таму прекрасни професионалци, меѓутоа имаме системска грешка. Со вакви, значи нема извештај каде што не викаат притвор, затвор услови, судство. Значи нигде во тие извештаи не викаат такво ви е земјоделието или такво ви е здравството. Такво е, тоа е од сликување на државата. Меѓутоа може да дадат насоки, меѓутоа не ти замеруваат. Тоа е тоа, ти си тој. Меѓутоа ваму веќе има сериозни замерки кои ние, ако ние се избориме да бидеме демократска држава, ние ќе бидеме силни и пред апетитите на комшиите, нели? Таму во таа Европа ќе рече, чекајте, тоа е една силна демократска држава, вие немате право да им се мешате. Меѓутоа кога ние внатре имаме многу вака, нели, додавања, одземања, кој како му одговара, закон и така натаму, нели, истиот закон кога си во опозиција ти е многу лош, ке дојдеш на власт, се менуваат властите, не зборам сега за ова или за онаа, ни се повторува тоа. Така да ние од една држава од таа Југославија, која имавме некаков солиден правен систем, ние полека го надоградуваме цело време, се додаваат разни закони, значи не сум стручен во таа област, меѓутоа влегуваме во тоа дека навистина ние испаѓа дека сме генетски криминална нација, што не е точно. Меѓутоа на еден начин на уништување на нација, реков да всушност на секое семејство му виси ваква некој притвор или некој затвор, така да само по себе нели те тера да бидеш има една реченица од ако е точно тоа обвинението, вели тие меѓусебно разменувале сознанија за позиционираноста на овие локалитети. Практично јас сум печуркар по хоби. Не ми е некое големо хоби, меѓутоа со сопругата одиме сакаме печурки, нели, она повеќе се разбира. Исто така сум и ривар. Има ловџии. Ловџиите практично не сакајки можат да влезат во терен каде што може би има нешто што е археолошка вредност. И замислете сега, некој му се јавува и он ќе крене телефон, ало шо преш, еве во лов, разменувале информации и сознанија. Па ние сите зборуваме за историја, за нешто што е вредно. Тоа е дел, нели, од нашето поднење. Македонија, еве, во село во Бардовци, се позади да отидем, или во Бразда, каде што е во наша близина, има еден куп археолошки, нели, наоѓалишта и да копнеш ќе најдеш нешто. Практично ти виси тоа обвинение на глава како да, и тоа значи слободни разговори, меѓутоа без разлика, нели, по телефон си збориш, ќе направам ова, некогаш може за сопствено дете да речеш ќе ти направам ова, значи тоа не значи дека навистина ќе го направиш. Меѓутоа тој цел процес кој е само неколку месеци. Значи не е тоа, значи од декември до мај јас веќе се тргам се фаќам со други обврски, ме носи животот и така натаму. Значи не е воопшто, значи не е одено по локалитети, ниту има некаков артефакт, значи од целиот тој период со тие ПИМ мерки се знае точно кој што работел. Јас тие луѓе прв пат ги видов у затвор, значи. Така да ниту имало размен, ниту имам снимени ми се телефони, контакти, немам ни еден разговор, немам ни еден контакт, немам седнување. Значи од целиот тој процес на следење нема ништо. Значи, ни едно дело нема, го гледав и кај другите. Так. Потоа се влегува дома и сега тоа дома што имаш. Значи, сега си обвинет за тоа што имаш дома. Дали е тоа твое, од каде дошло, како дошло, веќе сега е тоа друг проблем. Инаку, генерално, јас не гледам дека во последниве, не знам, 20-30 години е некаков вреден, навистина артефакт од
полиција, од тие оделенија за организиран криминал, од јавно обвинителство, најден, споделен, ставен во музеј и така натаму. Значи, навистина, сега, од друга страна, нели, по тие веројатно гледам примерот на Египет го следев, каде што државата може да си ги побара тие предмети од музеи и така натаму, така да ние дали имаме навистина такви вредни и ако имаме кај се и дали ги бара државата. Меѓутоа, значи, смешно е што те обвинуваат за артефакти, а таму се најдени некои предмети од носи, за мириси и така натаму. Така да, тоа е тоа. Добро, благодарам доктор Вело Марковски за ова утринско гостување. Мислам, темава ја отворивме, многу е важна. Живееме во општество во кое усе уште, за жал, презумцијата на невиност не е важна. Веќе штета ви е направена, лична, на семејството, имаш и, нели, притвор одлежено, ќе го следиме овој настан, ќе видиме, значи, дали... Да, би сакал, значи, соседна Бугарија донесе еден закон, односно лекарската комора се избори, да лекар не смее да биде спомнуван во јавност, освен во случај кога ќе биде осуден. Значи, ние гледаме како се случува. Значи, ти прави штета на професија и така натаму. Јас не викам зошто, ако, меѓутоа, зошто ова оди у медиуми пред ја да го... Значи, зашто воопшто не иде во суд, нели, па потоа да биде објавувано. И за жал, се постигна нешто што, например, сега Вело не треба да зборува за COVID-19, не треба да зборува за вакцините, треба да зборува за вакви некои артефакти, многу битни предмети кои за жал нас ни се случува, меѓутоа мене ми се случи да последниот месец веќе никој не бара од мене мислење. Дури имаше закажана емисија за вакцините, кај што сакав, имаме една тема која е многу сериозна и за нас, и за нацијата, и за државата, и треба многу внимателно да одиме со тој процес на вакцинирање, значи според мене. Меѓутоа, сега јас треба да бидам под стрес, да бидам оцрнет, да бидам осуден, да бидам под притисок на јавноста и да не го давам тој придонес. Веројатно крајниот резултат треба да биде покрајоване или дискредитирање. Веројатно целта е затвор, да бидам тргнат, значи штетата таа година од притвор, цела една генерација немаше предавања. Нели, бидејќи не е тоа, ќе се снајдат. Нема такви професори, инфектолози и така натаму. Значи, треба јас да не го пренесувам моето знаење, веројатно ќе има и други епидемии, ќе има други пандемии, можеме да претпоставиме. Вело, да не ставиме точка, да ставиме 3 точки сепак на овој разговор. Ви благодарам. Уште доста аспекти да се зборат, но јас би затворил со тоа, можеби, како што велат, обвинението е тенко, на климави нозе, ќе падне, но штетата е веќе направена. Ви благодарам на поканата. Јас не знам дали повторно би зборувал на оваа тема, затоа што за мене е многу стресна и многу емотивна. Благодарам, доктор Вело. Драги гледачи, со ова завршуваме денешната анализа. Јас се обидувам да најдам и соговорник кој ги знае механизмите на Советот на Европа и на Европскиот суд за човекови права, да зборуваме токму за оваа тема презумција на невиност и како се водат судските постапки, затоа што нели се стремиме да одиме кон Европската унија, да бидеме демократска земја, а демократска земја без судство кое стои на здрави нозе, непристрасно, јустиција со врзани очи, не може. Тука се одјавуваме денеска, имете среќни празници, се гледаме повторно во понеделник. До гледање.